6-тиот ден од карантинот, ве потсетуваме за важноста од здравиот начин на исхрана и потребата од секојдневна физичка активност. Како и досега, така и денес, се одјавуваме со истата порака. Останете дома и грижете се за вашето здравје и за здравјето на вашите најблиски. Ајде, сега ме најде. Ало? Не. Овде неговата секретарка. Оставете порака. Да. Може ли да знам со кого разговарам? Петар. Добро, Петар, ке му пренесам. Синко, синко. Мајка. Пак те бара на мојот телефон. Какви се тие гласови таму? Имав состанок. Скајп состанок. Со еден клиент. Со Петар, може би. Петар. Да, со Петар, да. Убавна мајка. Од мал не те биваше за лажење. Петар само што те побара на мојот број. Петар ме барал. На твојот број? Да, заборавив да ти кажам. Го оставив твојот број на гласовната пошта. Па за да можат колегите да ме добијат за празниците. Великден е тек за една недела. Мајка, значи сум испланирал со време. Убаво си испланирал. Ама со мој број. Сега цела недела ќе добивам повици од твои клиенти. Види, мајка, ако ти се јават, речи им... Не сум ти секретарка. Купи си твој број. Работиш, заработуваш. А уште 100 за вград од мене бараш. Мобилен. Ми пречат. А знаеш како е, многу состаноци имам. Од секаде, од Германија, од Италија, од Јапонија. Добро. Ако е така, подобро мене да ми пречат. Преска. У самопослуга, кога бев да ти купам шпагети што ми побара, таман стигнав од гужвата на касата за да плаќам, оти ние пензионерите смееме да пазаруваме само од 10 до 12 часот. Кога сме шугави, не дај Боже. А една бабичка ме заглави таму кај лебот. Де не го печеле лебот како порано, де овој бил препечен, овој бил недопечен, дали ова лепче било доволно добро за нејзините социјални запчиња. Ги испофаќа сите лепчиња, секое Божјо лепче го изгмечи. Носела ракавици. Џабе тоа ракавиците попара ги направи лепчињата. Што ми беше зборот? Да, значи таман стигнав на касата за да плаќам, ми звони телефонот. И велам на момичката, извини малку дете, почнав да го барам телефонот, де по чеповите, де по ташната. Тој ме ретниот да ти биде во корпата. Сум го ставила таму додека чекав ред кај лебот. Јавувам јас на телефон и еден тип ме праша кога мислам, односно кога ти мислиш да ја предадеш анализата на тема
влиянието на генетските предиспозиции врз висока на потребността за наплата на данък и додадена здравност, што се цел полнење на дефицитот на бюджетот за услови на економска криза во ниско развиените земји. Доколку се расправат статистики, некои не стикаат Што мислиш, како ми беше мене? Мајка, Види, сине, мобилниот е нешто многу приватно. Како за тебе твојот лаптоп. Затоа го чуваш заклучен таму во канцеларија. Е исто и мојот мобилен. Не можам да го раздавам секому, дури ни на син ми. Купи си телефон, како да ти кажам поинаку, презине? мајка, Ќе ми го дадеш твојот компјутер ако мојот се расипе? А? се разбира дека не. Имам важни ствари на него. Важни работи. А по Великден Што па Великден? и натаму ќе ти изигрувам секретарка по Великден. Не. Ќе им кажам дека го загубив телефонот. Или уште подобро дека ми го украде. Често крадат мобилни. Браво, бе, сине. Браво. И некој од твоите клиенти ќе те побара на мојот број и мене на овие години ќе ме нарече лопов. Да те подсетам дека мобилниот е мој. Од првата пензија си го купив. Добро, ако ти одговара, можеш мене да ми го дадеш. А ти можеш да си купиш и друг. Сега ви ги покачија пензиите. И кога Милка комшикана ќе ме побара мене на мојот број да провери да не сум мртва, не дај Боже, ќе те добие тебе. Ама не ми е проблем мене, мајка. Ќе им го дадам твојот број. Да, бре, сине, браво. Сите мои пријателки на чет на стари години ќе мораат да го запишуваат мојот нов број. А зар не е полесно ти да си купиш со твои пари? Па нели заработуваш? Па приватна фирма, бе, сине. Странски клиенти, проекти. Од канцеларија не си излезен од работа, рацете ти отпадна од дрнкање по тоа компјутерот, а ништо не си купил. Кило месо да донесеше дома. Кога си кај месото, нема да ти се верува како ме нарече касапот вчера. Дечко. А ти, дечко, што сакаш? Мајка, прв пат ми се обраќа така. Па што? Мене секој ден ми вели што сака денес младата дама. Мучо, мали мучо, што си данас ручо, ручо, на-на-на-на, на-на-ни-на-на. Ајде, мајка, ајде, чао. Значи, морам да работам, имам состанок. Ајде, чао. Леле, ручекот.
јадеме додека е топло. Добро, мајка, идам. И немој да заборавиш да ги дезинфицираш. Средството за дезинфекција ти е на машината за перење. Само да завршам со Станоков. Ако има месо, не јадам.